Ги следите регионалните вести. Капиталните проекти кои се во интерес на градот не се лесни за остварување, но не се неостварливи, рече во своето предновогодишно обраќање пред новинарите градоначалничката на општина Тетово, Теута Арифи. Таа најави дека во новата 2016 година водата за пиење нема да биде луксус за тетовци. Проблемите во оваа општина се натрупани и со децении наследувани, но ова нималку не плаши, бидејќи не постои проблем што не може да се реши, а нема потреба која не може да се исполни. Ние немаме магично стапче за да ги отстраниме сите грешки создадени од блиската и далечната историја, но имаме волја и обврска да работиме за да создадеме град во кој вреди да се живее и општина во служба на граѓаните, рече во предновогодишното обраќање пред новинарите градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи. Во својот говор Арифи се осврна на реализираните проекти во минатата година, како што сезонското паркирање, борбата против узурпацијата на јавните површини, изградбата на патиштата, мерките кои се преземаа против загадувањето и слично. Сакам да истакнам уште еден значаен момент за оваа година, основање на предпријатието за јавен превоз и барањето доставено до владата за обезбедување на 8 автобуси, исто така како за Скопје, за да може да функционира јавниот превоз во Тетово. Се уште немаме добиено одговор за нашето барање, иако истото се уште е отворено, ние сме одлучни наредната година со сопствени средства да го материализираме овој проект, кој е мощно значаен за градот како од аспект на редуцирање на градскиот сообраќај, така и за намалување на загаденоста на воздухот. Арифи истакна дека ниту еден од капиталните проекти од кои може да има корист градот и неговите жители не е лесен за остварување, но ниту еден од нив не е невозможен да се оствари. Потребно е многу работа, нерви и енергија, но пред се свест што подразбира дека јавните институции се тука за да им бидат во служба на граѓаните, бидејќи се финансираат од граѓанските даноци, рече Арифи, потенцирајќи дека од идната година водата за пиење нема да им биде луксус на граѓаните. Од наредната година на тетовските граѓани нема да им биде луксус водата за пиење, бидејќи проектот за водоводот е во завршна фаза. По завршувањето на изградбата на 8,5 км цевковод од собирната точка Лешница до собирната точка Студена вода, за целосното комплетирање на тетовскиот водовод, оваа година работиме на последната фаза, тоа е градењето на пречистителната станица. Исто така, сакам да истакнам дека работевме на сите рурални средини, без да ги наведам тука еден по еден, но на секаде каде што имаше проблеми, интервениравме и работевме. Во предновогодишното обраќање градоначалничката Арифи не ги заборави немилите настани како природната непогода во која имаше и човечки жртви, а им се заблагодари на институциите и поединците кои помогнаа во надминување на истата. Арифи потсети и на реализираните проекти во областа на образованието, културата, спортот и друга. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Со резиме за политичките состојби во 2015 и проценките за 2016 година, со новинарите денес зборуваше председателот на ДПА Мендух Тачи. За лидерот на ДПА Мендух Тачи 2015 година е политички неуспешна, сметајќи дека требало уште повеќе делови од договорот од Пржино да се спроведат. Од друга страна, верува дека во 2016 со фер спроведени избори политичката сцена ќе биде постабилна. Јас сум добил фул гаранции и од Брисел и од Соединените Американски држави дека изборите ќе бидат фер и коректни. Што значи, ако некој ќе се трсне тоа да не се случи, одма ќе добива пенали. А знаете на кого мислам. Мојата посета во Брисел беше баш поради ова. Јас тамо успеав да аргументирам со факти поише 14 години како кај местата каде живеат албанците, како се кажува, на велико се манипулираат изборите. Мислам дека ги убедив и тие гаранции ги добив лично.
не со дипломатски речник, туку со директен политички речник. Мислам дека тешко е да се предвидува тотална промена. Јас се надевам дека кај албанците ќе се случи таа промена и со тоа промена ќе имаме комплетна промена во начинот на владење. На ДПА најмногу им пречи што од договорот во Пржино не се реализирал делот за меѓуетничките односи. Веќе ви е јасно дека сите рокови се пробиени. Нели се договоривме на 14 јули меѓуетничките односи и инспекција, или како да ви кажам, за Охридскиот договор да бидат дел од тој диалог. Денеска сме 6 месеци после тоа. И никаква индиција нема дека такви работи ќе доаѓат на дневен ред. Нема време за ништо више. Имаме ситуација на одмори или феста веќе. Прослави. Кои ќе трајат до 10-15. После имаме ситуација на нов премиер и имаме ситуација на предизборна кампања. Мислам дека тие што прифатија да бидат дел од владата ја направија најголемата катастрофална политичка грешка. Тачи барал да се зборува за тотален консензус во одлучувањето во институциите и нов начин на распределба на буџетот. Релативно топлото време за овој период од годината оди во полза на граѓаните. Според лекарите, штетни се наглите температурни промени. На кардиоваскуларни и респираторни заболувања, покачен притисок, ревматски болки. Најмногу се жалат пациентите во службата за брза помош и домашна посета во Тетово. Месецов нема регистрирано драстичен пораст на пациенти од вообичаеното, велат од службата. Оттаму постојано се ангажираат околу пациентите кои телефонски бараат лекарска помош или пак доаѓаат во службата за брза помош. Па сега ние овие денови, значи нешто аларамантно вон од тоа што е нормално, значи нормалното би значено, че ние дневно имаме овде околу 100-120 пациенти, зборам за 24 часа во тек на и работни денови и ноќе. Имаме околу 10 до 20-25 повици, значи претежно сите се, мисли, амбулантски пациенти се тие што доаѓат после 8 овде, има и дење. Голем број се со респираторни инфекции, со кардиоваскуларни, со хипертензија, астматични пациенти, после има пациенти со болки на ревматски болки при било која, значи некој промаја и така натаму, значи као миозит или воспаление на некој мускул. После има пациенти со некои ретки болести што и тие се третират овде. Некоја промена, значи од тоа што е стандардно, значи немало, некоја епидемија се уште, значи нема, мислим све е така стандардно би рекол у наводници. Релативно топлото време за овој период од годината оди во полза на граѓаните. Штетни се наглите температурни промени, појаснуваат лекарите. Голем број на пациенти, значи при промена на клима е проблематично. Иначе ова, значи као топло продолжи од претходниот месец. Значи не е некоја промена нагла да било на минус 10-15, па сега да имаме на 0. Значи не би рекол дека ова топло време влие негативно или па предизвикала некоја зголемување на некој број на некои вирусни така натаму. Значи тоа продолжило ова година, зборим. Иначе кога има промени од некои минуси па да дојде вака на плюс, тоа би било да. А ова во континуитет продолжи и нема некоја промена рапидна така да се зголеми некоја друга болест или инфективна болест да не се појави као така па плато или скок, значи немало. И ја мислим дека ова е добродошло, ова топло време што ќе штедат повише и на електрична енергија и на тврди или дрва што користат. И као трето, значи нема да користат многу енергија да не ни го загадат воздухот. И тоа е добро. Соодветното облекување, физичката рекреација и правилната исхрана се постојаната порака на лекарите кон граѓаните во насока на зачувување на здравјето. Во полициска контрола во 3 објекти во Тетовско-гостиварскиот регион откриени се 10 странски државјанки и 7 од нашата земја, кои биле ангажирани како пејачки и танчерки. Од билтенот на Савара Тетово и информацијата за обид за самоубиство во Чегране.
Во 3 гостителски објекти во Тетовско-гостиварскиот регион во полициска контрола извршена вчера наутро, откриени се 10 странски државјанки и 7 од нашата земја, кои биле ангажирани како пејачки и танчерки. Во објект во Боговиње затекнати се 2 албански, 1 косовска и 2 девојки од нашата земја, на различна возраст. Во гостителски објект лоциран на излезот од Гостивар кон Тетово, пронајдени и приведени се 6 странски државјанки, од кои 3 од Албанија, 2 од Косово и 1 од Србија, како и 2 од нашата земја. 1 српска и 3 македонски државјанки пак затекнати се во гостителски објект во Гостивар. Поради злоупотреба на туристичкиот престој, непријавено работење и сомнение за нивна евентуално инволвираност во проституција, странските државјанки се приведени и кусо задржани, а потоа се предадени на натамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија. Од билтенот на СВР Тетово информацијата за обид за самоубиство. 28 годишна жителка на Чегране вчера вечер била донесена во гостиварската болница, откако претходно се затрула со 40 на различни видови таблети. По окажаната лекарска помош, а заради сериозно влошената здравствена состојба, пренесена е на скопските клиники. Се работи на расветлување на мотивите за труењето и се друго поврзано со овој случај. Во Тетовски Пирок пак, лишен од слобода 20 годишник од ова село, инако германски државјанин, кај кого во десниот джеп од панталоните пронајдена му е известна количина непозната кафена материја. Лицето во консултација со јавен обвинител задржано е во секторот за внатрешни работи Тетово и по целосното расчистување на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Бензините од ноќеска на полноќ ќе поевтинат за 1, а дизелот за 3 денари, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Литар Евро Супер БС 95 ќе се продава за 61,50 евро, Супер БС 98 за 63,50 денари. Новата цена на Евро Дизел ДЕ5 ќе изнесува 43,50 денари. Екстра лесното масло за домаќинството поевтинува за 3,5 денари и ќе чини 32 денари за литар. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на движењата на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 14 дена. Законските измени за извршување се во собраниска процедура. Граѓаните повеќе нема да имаат трошоци за деблокирање на сметка. Предвидено е ново действие пред да се постапи со конкретно присилно извршување на сметка на 1/3 од плата или со попис на ствари. Извршителот ќе биде должен да го извести должникот физичкото лице и да побара од него во тек на 3 дена да ги достави сите податоци кои се потребни за постапката на извршување. Ова ќе предизвика големо намалување на трошоците, затоа што претходната постапка подразбираше ние самите да ги обезбедуваме овие податоци, кои честопати чинеа многу, велат од комората на извршители. Симона Симовска, членка на карате клубот Тигар, го освои 3-то место на Балканското првенство во карате во Дубровник, со што обезбеди учество на Европско првенство наредната година во Кипар. Таа денес доби посебно признание од градоначалникот на општина Егуновце за посебни достигнувања во спортот. 14-годишната Симона Симовска од Јанчиште, член на карате клубот Тигар, го освои 3-то место на Балканското првенство во карате, што се одржа од 11 до 13 декември во Дубровник, Хрватска. Во конкуренција на 26 надпреварувачки од 13 земји, таа ја освои бронзата со што обезбеди учество на Европското првенство наредната година во Кипар. Денес градоначалникот на општина Егуновце Тони Коцески и додели парична награда како знак за општествено признание за посебни достигнувања во спортот и промоција на општината. Денеска во општина Егуновце присуствуваме на еден настан каде што како градоначалник на општина Егуновце би сакал и да доделам едно признание, парична награда на Симона Симовска, наше девојче од Јанчиште, член на карате клубот Тигар, која освои една навистина
награда што е за воскит и за почит во општина Егуновци, го освои третото место на Балканското првенство во Дубровник, Република Хрватска на карате турнирот. Со тоа достоинствено ја представи општина Егуновци и представува еден од врвните дострели на наши спортисти од општина Егуновци на вакви надпревари. И со овој гест сакаме да покажеме дека општината и понатаму ќе се грижи за сите своји успешни спортисти, понатаму ќе го помагаме карате клуб Тигар во своите настапи и финансиски и со сите ресурси што постојат, а се надевам Симона ќе ни израдува со уште многу медали и награди и на повисоки првенства и очекуваме дека можеби ќе биде првата наша учесничка која ќе учествува и на едно европско првенство во иднина. Голема чест и задоволство на мене како тренер е да соопштам за најголемиот успех од самото формирање на карате клубот Тигар до ден денеска е постигнувањето на третото место на Симона Симовска на Балканското првенство што се одржа во Дубровник, Република Хрватска. Симона Симовска во кадетската категорија плюс 54 килограми се закити со бронзениот медал и стана првата девојка од нашава општина што го постигнала овој резултат. Карате Федерација на Македонија со овој успех автоматски доби директен пасош за на Европското првенство кој ќе се одржи наредната година, февруар месец од 5 до 7, на Европското првенство кој ќе се одржи во Лимасол, Кипар, и очекуваме многу подобри резултати. Само во текот на изминативе 2 години Симона има освоено 22 награди и медали, со што доби годишна стипендија од Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование. Воедно таа веќе 4 години е државен првак во карате на Република Македонија. На Балканското првенство Дубровник јас го освоив третото место во поединечно и го освоив третото место во комитет тим. Па јас сум задоволна од мојот успех на Балканското првенство, но очекувам повеќе на Европското првенство кој ќе се одржи во Кипар и понатаму во мојот живот очекувам повеќе резултати. Со каратето се занимавам од моите 6 години и имам учествувано на доста многу надпревари, сум освојувала многу добри резултати. Имам освоено многу први места, имам освоено и втори и трети места. 4 години сум државен првак на Република Македонија. Тоа ме поттикнува за да продолжам уште да тренирам карате и да постигнувам уште повеќе успеси и да давам повеќе од себе. Карате клубот Тигар е оформен во 2003 година со цел децата повеќе да спортуваат. Во него моментално тренираат 30 на деца на возраст од 6 до 17 години, претежно од општина Егуновце, но и неколку члена од општина Терце. На почетокот нашите желби беа да отвориме еден клуб за рекреативно да се занимаваме со спортот, да ги повлечеме децата што стојат пред нивните компјутери, да ги донесеме во сала, да ги оттргнеме од тие друштвени игри кои се најголеми пороци моментално во 21. век, но понатаму кога излеговме на првите надпревари, видовме дека не е се само така рекреативно да се занимаваме, почнавме и да се надпреваруваме. Така да, до сега сме имале многу успеси како клуб, но ова Симона Симовска што го докажа сега, ни е најголемиот и сме горди многу на тоа. За успесите на Симона и на другите членови на карате клубот Тигар заслужни се тренерите на клубот, сопружниците Живорат и Сребра Мишовски. Вишиот суд во Белград рано утрово му одреди 30-дневен притвор на поранешниот српски министер за земјоделство Слободан Милосавлевиќ, како и за уште 5 осомничени за малверзации со земјоделско земјиште во Нови Сад.
Еден од осомничените ќе се брани од слобода. Притворот им е одреден поради постоење на околности што укажуваат дека обвинетите во случај на ослободување ќе ја попречуваат постапката со влијание врз сведоците. Обвинителството за организиран криминал во Србија вчера покрена истрага против екс-министерот и уште 7 други лица под сомнение дека извршиле кривични дела злоупотреба на службената положба и злоупотреба на положбата одговорно лице. Тие беа уапсени во саботата во акција на српската полиција заедно со уште 80 други лица осомничени за други дела. Турскиот премиер Ахмед Давутоглу изјави дека не би било соодветно да разговара со лидерот на прокурдската партија во земјата за новиот устав. Според Давутоглу разговорите не се можни, бидејќи лидерот на курдската работничка партија Селахатин Демирташ соопштил срамни коментари за Турција. Демирташ за време на посетата на Москва во минатата недела го осуди соборувањето на рускиот борбен авион од страна на Турција. Британските власти започнаа истрага за одлуката да се крене браната што предизвика голема поплава во Јорк, а експертите предупредуваат дека најлошото време допрва доаѓа. Денес се очекуваат обилни дождови и нови поплави. Жителите реагираа со лутина и бес откако се обелодени дека властите ја отвориле бариерата за поплави во градот. Жителите беа евакуирани, а стотици домови беа потопени кога водената стихија го проголта градот. Градскиот совет соопшти дека 500 домови и деловни простории биле погодени од поплавата, а околу 3500 домови се под закана оваа недела. Најмалку 11 луѓе вчера загинале од торнадата или во сообраќајните несреќи предизвикани од нив во Тексас, со што бројот на жртвите изнесува над 40 откако деновиве невреме го погоди југот на САД. Во околината на Далас, торнадата кои се ретки во овој период на годината уништиле стотици домови. Во поплавите во Мисури и Илинојс загинале 13 лица, а повредени и штети имало и во Мисисипи, Тенеси, Арканзас и Алабама. Во Американскиот метеоролошки центар велат дека ваквото лошо време ќе продолжи и во наредните денови. Товарен воз што пренесувал сулфурна киселина излета од шините и се преврте на околу 20 километри од местото Джулија Крик, во северозападниот дел на австралиската сојузна држава Квинсленд. Возот се состоел од 26 вагони цистерни во кои имало 200.000 литри од оваа опасна хемикалија. Полицијата во Брисбен соопшти дека 3 лица кои ја придружувале композицијата се повредени и пренесени во болница. Локацијата каде се превртел товарниот воз е прогласена за забранета зона, а појасот во кој не е дозволен пристапот е широк 2 километри. Денес имавме сончево време. Утринските температури се движеа од -2 до 4 степени, а дневните од 7 до 14 степени. Утре не очекува претежно сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од -1 до 5, а дневните од 7 до 15 степени. Тоа беше се што ви подготвивме за овие регионални вести. Останете и понатаму со програмската шема на радио и телевизија КИС. Пријатно.